Добро вечер, 89-та епизода Cyber Команда во редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. 90% сум сигурен дека е 89-та епизода. Не сум 100% сигурен, ама мислам дека горе-доле таа е бројката. Како и да е, и оваа недела ќе почнеме со една разгледница од Абу Даби. Вака избравме убава позадина. Нели, прибидејќи дека веќе нема визии, дека добив информации дека сите вие кои што не сте биле, со сигурност ќе отидете, размислувате да отидете, дали денес, дали утре, дали за 10-20 години, ама дека ќе отидете. Значи, веќе Абу Даби е на туристичката мапа на обичниот македонски граѓанин и затоа една разгледница од Абу Даби. Па гледате колку е убаво. Гледате. Колку се добри овие облакодери, одлични се задавање од овде негде, например, пошто премиерот сака од високо да дава интервјуа, па еве, ако не дошле на идеја до сега, може да ни снимат, кој што ни снимаше од Нью Йорк, од 50, 60, 70, 80 спрат, така од високо, нели, убаво се гледаат работите, како рече, на високо, друга клима била, дувале ветришта и така натаму. Ете, може од тука да ни дава интервјуа, насоки и големи објави за иднината на нашата нација во интеграција со Емиратите. Шегата на страна, она што мислев дека е само можеби како лајт мотив за минатата епизода, не се менува ни оваа недела. До душа оваа недела имаше 2-3 работи кои што сакам да ги продискутираме, но Јапонија како и експото што беше таму како надоврзување на претходната емисија, само да известиме дека побаравме детално информации согласно закон за пристап до информации од јавен карактер, а трошењето на државните пари, односно вашите пари, е информација од јавен карактер. Значи, побаравме да ни достават информација колку пари потрошиле. Се разбира, они најдоа една идеална финта. Демек, не биле многу пари, затоа што од 10 места ги плаќаат. Значи, они мислеа дека, например, ако иде тоа преку владата и сега ако платат 500.000 евра преку владата, стварно ќе биде зашеметувачки, вчудовидувачки и ќе се изнервираат луѓето, ама сега они мислат 10% да се плати од култура, 10% од МНР, 20% од ваму, 13% од онаму и да тоа нели не се доживее као голема сума. Но ние пративме информација согласно незаконското досегашно работење и нетранспарентно, а и ми се чини коруптивно и надвор од секакви нормални утврдени, да речеме, етички принципи работење на оваа државна администрација, јас не сум оптимист дека ќе одговорат. Пак ќе кажам, тоа е незаконски. Ќе дојде време кога некој ќе мора ова да го прегледа. Не сум сигурен дека имаме законска основа, бидејќи си го изменија и можеби и затоа дивеат, го изменија кривичниот законник и делата застаруваат побрзо. И сега си мислат ако успеат да се надоврзат 1-2 мандати дека ќе може овие глупости што ги прават да застарат или да не бидат битни. Или пак ќе има многу поголеми глупости, ова ќе се затрупа под пепелот, под прашината и под протокот на времето. Но пак ќе кажам, ние поднесовме барање да видиме кој патувал, колку души биле, по која цена, зошто биле, треба да видиме, зошто се прошетале некои луѓе таму, зошто сме платиле за некои луѓе и така натаму. И мислам дека негде околу 500.000 евра од прилика цирка работниот наслов, пари што се потрошени, ваши пари, за екскурзијата и туристичкото разгледување на Јапонија и експото во Јапонија. Други држави, например, на експо, знаат и да представат по нешто, некоја иновација, да се пофалат со некое достигнување. За жал, ние како територија, работно наречена северна територија, немаме со што да се пофалиме, ние идеме само да се прошетаме, да погледаме, да направиме слики за Инстаграм, за
за видевца за YouTube, за Facebook и така натаму, и лични мемории на високите државни функционери, односно на високите државни и блиските државни послушници на професорот доктор Другар Братучет и се друго што не сум спомнал при редењето на титулите кои што, како што рековме, и како Вселената не се конечни, никогаш не завршуваат, никогаш не можеме ние таа комплексност на појавата да ја отсликаме со конечен број на зборови. Секогаш надоаѓаат нови зборови, нови кованици, нови епитети, кои што само ни помагаат да се расшири аголот, да нели покушаме, се обидеме да го опфатиме целосно тоа што е човекот што владее со вашите животи и вашите пари, кои што разбравме завчера дека киднал во непознат правец. Значи, такви се информациите. Се собрале со Шурата, но имало и некои други со нив, но немало државно обезбедување, немало државен протокол. Значи, киднале неформално од државата, нашите информации говорат дека отишле до Виена, затоа имаме информации, па ако сметаат дека не се точни, ќе ги презентираме и пред соодветни државни институции. Но после Виена, каде ќе продолжат, тоа ќе ни треба малце време да дознаеме. Ако отидат у некој понатамошен непознат правец. И нормално е, после Абу Даби. Значи, тука 4-5 дена толку многу се уморија, толку многу работи направија, изработија веќе и да нема визи. После 5-6 дена одмарање во државните вили, кои што и не беа одмарање, таму идат на поклонение, овие што се сликаат по Инстаграм, што шетаат по Јапонија, по други дестинации. Значи, од лигавање, од гребкање и така натаму, предпоставам дека не успеале да се одморат. Па после тоа отидоа на партискиот настан во Валенсија ли беше? Валенсија, во Шпанија, нели Европската народна геј партија. Значи, отидоа и таму поработеа 5-6 дена, и тука 5-6 дена се помачија, видовте колку беа активни, си поделија благодарници едни на други. Ја тебе, војводо, ти мене, Сердаре. Неовисно од тоа што у Кочан има падната нуклеарна бомба и неовисно од тоа што пред 2 дена имавте шпагети вестерн во центарот на Штип, добар лоши грд, пукотници, бркотници, навака на така. Но, сега, што се неколку убиства за големи благодарници кои вечно ќе стојат? Убиствата ќе се заборават, а благодарницата ќе стои над зидот. И тоа така ќе стои што предпоставам дека за мошне кратко време ќе ги потсеќа на срамот за тоа како ја инструментализираат државата во приватни цели. Па меѓу другото, ако позволите, господине професор, другар, доктор, Братучет, комшија и така натаму, ако сакате сега, бидејќи за вас не важат во моментот законите, да одговорите каде бевте приватно, зошто надвор од државен протокол, да не речам, побегнавте, што криете со тоа одење таму, да не проверувате некои трансакции. Ете, јавноста, бидејќи вие сте популарна, позната личност, многу почитувана, сакана, обожувана, нели, лидер на сектата. Значи, јавноста е заинтересирана да види како тоа врховниот авторитет и божество го тера неговиот живот. Баш кај се што има протоколи во државата. Во државата има и саемна книга, тамо вие не читате книги. Добро сега. Може и да не е така, меѓутоа сигурен сум дека е така, но вие отидовте приватно да се прошетате и би било убаво јавноста да знае зошто го напуштивте протоколот, зошто надвор од утврдените принципи како се води државата дејствувате, и се разбира, ако
такво нешто правите во ваков критичен момент за државата, регионот, Европа и светот, може би нешто криете. Еве, на пример, што може да крие еден политичар? Доколку не е тука Инфомакс или заинтересираната јавност да тоа го истражи, обзнани и постави како прашање. Еве, на пример, што може да крие? Еве, на пример, Максо. Оној од Куманово. Оној од СДС. Да, од СДС. Па до Заев беше кога ги нападна на 27 април. Оној што го смени името. Оној големиот патриот што го смени името. Оној што ќе ми ти бил коректор. Само не знаеме се уште на што. Но добро, ухлебен, во државни позиции, коректор, кој што практично овозможи на една клика од СДС да продолжи да остане на власт. Ке се вратам на Максо, сега мала дигресија кон врховното божество, Опус Деи и така натаму на сите наши животи, кој што нели кидна не најавено тајно од државата. Значи кидна од државата. Он имаше кампања Македонија повторно горда и Македонија повторно твоја, а во владина коалиција има луѓе кои што го сменија името во Северна. Па некако, ако можете и тоа да ни го објасните, бидејќи никако не можеме да сватиме како луѓето кои што го сменија уставот и идентитетот на државата, против кој што процес вие се боревте 7 години, како ви се коалиција. Добро, се разбира, ова е реторичко прашање, знам дека нема да одговорите, вие сте зафатени со многу побитни државни и приватни работи, не трансакции. Лапсус лингве. Значи, Максот, оној што после го знаете, сега го знаете како ова, го чачнав микрофонот и режисерот одма, режисерката, да бидам како се вика тоа, лексички коректен, пошто сега се бунат, да, родово сензитивна влада имаме и јавност. Овде не е до толку, ама пошто е владата родово сензитивна, да внимаваме и ние. Значи, Максо, да се вратам на Максо, Максо како парадигма на северна укуцана на патриотите и како парадигма на транзиција на СДСМ во ВСМР. Еве сега ја ова ќе го поставам во облик, во вид на прашање, бидејќи може Максо да дојде да објасни тука ако сака. Нели отворени се поканите за сите да дојдат да се изјаснат, да ни објаснат некои детали. Имавме ние еден пример, сега мало интро ми треба, малку да ве внесам во работите. Они се добри студенти, они учат за матните и малку надвор од закон процедури едни од други. Као на пример Делчевски ниви. Јас знам сега дека не е убаво и многу ги нервира блиските на Мицко да ги спомнувам Делчевските ниви, но ја ќе ги спомнам. Тоа е еден криминал. Да, тоа е еден голем криминал во кој што се украдени државни пари, бидејќи во Евана има државни пари, процент на Евана е на државата, значи не е 100% Евана на австријците. Има државни пари во кои што во една процедура по внатрешна дојава некој јавува од Евана на некои луѓе во Делчево, каде ќе инвестира Евана во фотонапонски централи. И овие купуваат земјиште за 20 денари метар квадратен, а го препродаваат истото во само еден чекор 800 денари по квадрат. Тоа е истото и со Lidl на Максо, ќе ви објаснам. Сега он може да дојде да каже дека не е, отворено е тука, да дојде кога сака да поразговараме. Јавноста е заинтересирана како тоа некои
многу големи патриоти од типот на Максо стануваат милионери преку ноќ. Милионери во денари секако, за евра не знам, но не би се посомневал и во евра. Значи, Делчевски ниви. Некој јавува, некој купува, истиот продава, се прави разлика од 20-30 пати по квадрат. Државата го фаќа случајот, ги притвара другарчината на лидерот на сектата, го документира целиот случај, направена е детална и завршена истрага, значи све е спуштено на хартија, истражени се комуникациите, се знае кој на кого јавувал, кој што пишувал, како пишувал, комплет. И на крај му текнува на Госен Заев. Нас не обвинуваат за Заев. Лично за мене може да кажам дека никад у живот го немам видено, ни чуено, освен на телевизија. И многу сакам да го гледам, посебно кога ги прави блуперите и глупостите кои ги кажува на српски, на англиски и така натаму. Но, во овој случај, човекот на Заев, кој што бил представник у Евана, ја повлекува изјавата и мистериозно, чудесно случајот паѓа. Се разбира, тоа е политички договор меѓу Заев и Мицковски, за да не отиде пола обкружување на Мицковски на топол оброк 3 пати на ден, кој што би рекол Васко Ефтов. Но тоа што некој повлекол изјава не значи дека трансакциите престанале да постојат и дека криминалот престанал да биде криминал. Исто така и во овој случај, бидејќи учат едни од други, се чини дека Максо само е добар студент на примерот на Делчевски ниви и истиот го повтара. Земјиште купено за колку беше? Првата цена е 30 денари. Денационализација има прво. Да. Значи, прво си го враќаат сами на себе, па го препродаваат за 250 на роднини, а роднините го препродаваат на Лидл за 600.000. Значи, од ништо на 250 на 600.000. И тоа не е прв пат кумот да е толку бизнис ориентиран кога се работи за општинските работи во Куманово. И она што е најчудесно е да таму се најде баш заинтересиран Лидл и уште по чудесно, волшебно, како во земјата Дизниленд или кај волшебникот од Оз, општината да ја пренамени така таа парцела да може од нива да стане место кај што ќе се гради логистичкиот центар на Лидл. Ова може само у северни територии. Во држава, па макар била и било која соседна од нашите, што ние за нив сме секојаш супериорни, они се за нас простаци, глупаци, селјаци, но во било која од околните држави ова се смета за сериозно тргување со влијание, па и криминал. Не велам да ме држите за збор, ова се прашања кои што ги поставува заинтересираната јавност до моќниците во Куманово, но и Делчево, но и Северна Македонија, до кога ќе ги злоупотребувате позициите во кои што се наоѓате за лична корист на штета на граѓаните. Прашањето е толку просто. Кога станува збор за Делчевските ниви, имам уште нешто да додадам, имам една анализа која што нема да ја елаборирам вечерва, ќе ме оставите до вторник, до наредните тешки мовети, уште малку да ја проучам анализата, бидејќи според анализата на еден професор што многу го ценам, трговијата со струја во рамките на Македонија представува многу голем проблем во моментов за граѓаните. Се покрива, односно се прикрива процентот колку се плаќа кон приватните фотонапонски централи, кои што треба да се види кој ги има и како се доделувани, а и хидроцентрали,
И практички кога се прикажуваат извештаите за билансите, вие добивате чувство дека многу малку струја се увезува. Но на привидот кој што е создаден дека малку се увезува, не се детализира дека всушност струјата внатре во државата голем дел е од скапата струја која што по повластена тарифа подпишана за хидроцентралите и за некои соларни централи ја плаќа народот. И она што најмногу ме загрижува, што мислам дека ќе има девастирачки ефект ако се случи, а треба, има најави ова лето тоа да се случи, е дека струјата треба да се зголеми од 10 до 20% кон крајниот корисник. Тоа ќе има сериозни последици за добар дел од граѓаните, но сериозни последици и за приватниот бизнис кој што плаќа далеку поскапа тарифа, а се во интерес на тие што ги имаат централите, дали соларни или хидро. Така што ви ветувам анализата во вторник малку подетаљно, дури можеби ќе го повикаме професорот ако прифати да дојде да објасни, бидејќи она што се случува во анализите што он ги прави, по самото доаѓање на новата влада е драматично прераспоредување на парите, односно процентот кој што го плаќа крајниот корисник кон оној што ја дава електричната енергија. Па као замаскирано е, не се купува многу од странство, но внатрешните извори има големо прераспределување, погодете кој е оштетен од тоа. Вие. Погледајте си ги сметките за струја, па израчунајте, нели рекоа околу нова година 1% дека ќе беше, ама дојдоа по 20-30% реално поголеми сметки. Споредите си од лани до сега, па чекајте на тоа ако дојде уште 10 до 20% ново зголемување. А умеѓу време, од Осака до Дижонска или од Абу Даби до Барселона, Вашингтон и која се уште дестинација не, нашите лидери, нашето водство патува. Не заборавајте дека вие го плаќате тоа. И уште нешто не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.